Kude ti je pamet, zakaj? Kude? U mašinu za pranje doma, tam mi je. Ти си ми така еден од ретиките луѓе со кои би можел да молчам 2 пати по 17 минути и да направиме добра емисија. Саш да пробаме? Да кјутија, замисли. Добро, што е проблем? Проблем голем. Жена има температуру. И денес имам луѓе кои што ќе ми се јават, бе, дај бе од таа касета, бе, молим те, бе, имаш ли од таа касета, цигани, пак. Обично се ставља пред давање насоку на движење на особа на кој се дава одреден правац. Например, мрш у свој собу. Не е само да пишеш нешто кога да пишеш, него да има поента по раката, Да е увистински момент. освестиш луѓето на некој начин, да им ја покренеш свеста и тие ствари. Доста е. Слушај сак. Значи неспособни су способни и способни да ги направив неспособни. Што збориш, брате? Ако те разбра нешто, поете. Ја појма немам, ти нашки ли збориш, германски ли, везене. Ја мислю ти дек мене не ме ни слушаш, Ставре. Куде ти е памет, закај? Куде? У машину за прање дома, там ми е. Онај моја вика, машина за прање во ги собирала, алишта, не могала да ги облече. Стеснувала во... Да, искак му намо мајстора да викам. Мајстора за машину? Да, Па има ли мајстор за машину? па има. Откуде има овај мојата, чим се нешто поквари, одма вика ново. Па може. Ново купи, вика. И, добро, што вика тај мајстор? Мајстор вика дека не била крива машина за прање. Него вика дека бие фриждер крив. Викам, откуде ове знае дека онај мојата стануе ноќе, бре, и еде зима тамо од фриждера, откуде знае, да не дзика оно негде тако, бе, мајку. Ми не јадемо ноќе, Ставре, да ти кажем. Ми си јадемо дење и обавезно се молимо пред свако едење. Ми не се молимо. Море, ја тој нареду само оно постај ке го молзе. Води тамо, ја оком, она скоком брезвена места, готви, убаво, готви ги сви јела, ама епта. Море, каква скупоќа иде, нема никој да готвимо по дома, ја да ти кажу. Гледај зејтин колко ga направио скуп, бе. Нема више да идеш да купуеш на литар зејтин, него ќе земеш тепсију да ти го подмачка у продавницу и ќе си се вратиш дома. Ова е скупоќа, има да растури многу бракови, ја да ти кажу. Зашто? Мислиш ако отиде жена да го подмачка тепсива, оно продавач се погоди. Такој може, да. Брак, да, оно брак, бре. Па што па брак, па многу важен. Ај, бегај тамо, брак, што е? Брак ти е да ги решаваш некои проблеми, што уствари ти не си ги имаја док не си бие у брак. Увојкам, ти бар за тебе мисли, ја такви проблеми немам. Немам, ја знам, нека имам мајстори, за све. Баш за све има мајстори, бе, Ставре, за све. Има, бре, има мајстори и за деца. Доста. Бре, што ми се еде нешто благо. Изволте. Толку голема чоколада, а ти ми даваш тетолицко. Тој го чувам, жено, за деца. Па ми немамо деца. Откуде знаеш, може да ќе имамо.
Дај побрзе. Кој, ја ли? Не. Марко. Куде? Туј бе куде нас вечер. Марко, дај побрзај. А, Листа за 300. Да, Ти да. текнуе. 3 за 100. Марко Новески. Добро вечер, другарче. Добро вечер. Добро дојде повтор пат во Нема љутиш. Фала за поканата. Многу време помина. Многу. Баја ги. Пак да, години по 2. Така нешто. Да. Треба да ви. прославиме. Кого се не викнав ту емисија, мене сега, ајде, молим те. Мене то прв се по други пат. Кога мајка дома не видела Ја на го видел телевизија. од некој по поише ги имате викнато. Мене втор пат срам да ви. Нема љути. Кога мајка не видела дома на телевизор кој нас емисију ga видела. Делот на женачка да го поделам до деца и после деца. Има ли До нешто? деца имаше простор за интимност некаква, од кога сте со деца. Па уште близначења. Не знам, жена ми како изгледа биша. Да влече се на порнич. Види ме ракава. Да, шлагбар. Срамота. Кажа порнич. Били глумија у порнофилм онога мужа што е на работа? Кој тој што ga... Не. Не бе, Ке ме боли многу. не бе. Абе, оно што иде на А тој што работа. иде... Па само и за тој ме бива ме брак. За друго што ќе правам. Види, така си најверен. Да. Играш у порнофилмови, ама верен си. Да. Ја имам читано интервју од Да си тие- го бе добра работа, стварно. Ем да ја бе порно глумец е, ама еднаш го нема изваден. Никој го нема видел. Никако нема виден. Ни жена му. Дублерима. Тоа е најако дублер. Ти си во сцените, облечениот си идеш до секс сцената. Со тоа се гледате, па после друг место тебе. Дублер ми треба, нема. Нешто Најсмешно. ја за овие глупости. Да. Работа ми има паднато тоа кога читав интервју од тие женските порнозвезди, вика дечко имаш? Имам, вика, врска сериозна. Како не ти брани, не е љубоморен? Не бе, вика, тоа ми е работа, ме. Да. И Ги двоиме стварно ми е чувствата. чудно е. Куки, може да пробаме ја и А ти. чека, она по 8 сата, по 8 сата ви Себе ли, бе? По 8 сата ако враќав. Ако свршив работу побрзо си идев дома. Да, мисли стварно, идеш 8 сата на работа, тоа ти. Па ајде да почнеме за денеска. Што сакам да те прашам? А, не да те прашам, туку да констатирам нешто. Знаеш? Не бе, јас сум глуп. Не заборави констатацијата. Имам констатација, ма ја заборавив. У све што сум те гледал, не знам, сега малку ќе изгледа као цртање на веќе, ама вака ми одговараш со енергија, таков сум бил, ко ти што беше пред 10-15 години, јас сум тако бил пред 30 само. И уште. Скакајќи онака, не знам, секојаш таков тип на луѓе темпераментен, сме, да. позитивен. Не држи место. Ти си ми така еден од ретките луѓе со кои би можел да молчам 2 пати по 17 минути и да направиме добра Може, емисија. саш да пробаме? Да кјутије, замисли. Ако? А што? Не, ја од време на време Неко ќе се трети. убацувам со ќутање. И таман почнеш да сакаш да кажеш. Да, нешто сите можеш да чекаат, кажеш. мака си. Да. И Марче, знаеш почнува што е да njega се што е смее. карактеристично? Он како малечак закаја, значи, тако да направи он е још малечак и још сака Уште сака да бе, и ја така го поминав животот, сакајки. Сакаш ли да како те водите. прашам ово какво лице што ја видиш овој, по твое мислење, треба ли да е заштитено? Мислиш како бела мечка? Или бела мечка да Не, е го клюкај дрва стига. Како е драт баса да. Колку Седи за закон Не бе, има оние, знаеш што заштитува оние манекен кеме, например, задницу го има заштитено Дженифер Лопес. Осигурuje го бе, не го заштитуе. Да, осигурувам. Добро, осигурува го, па заштитува го на Сама. тај начин што. Викам за сигурам Што паца да мислиш не ти? планирате да ме тепате. Ја би Скачање, не ја би скачање. осигураен нешто друго, ама никој неќе да ми го прими. Не. Ништа. Заштитно лице бе сакам да кажеш дека е. Знаеш ли дека е заштитно лице? Заштитно лице на? На пожарно. На Тоа е добра наши работа. луѓе бе, на LPB Company. Тако е? Да, Аз работа ете, за овие видиш. години, да. Еве, ја не сум знаел долго време, правејќи му обед,
ми рекол, значи, меѓу рафтови ти си тој што... Оди ли ве на тера да ме викнете? И така Марчеве, оди да трае да те викне. Оди трябва да те викне. Денеска, како ми е? Денеска на Кумановски. Деноска. Данас. Тоа е со кој е нас. Нема дека не додам толку често и Да, позаборав. во тоа време А сигурно знаеш малку како ме зезна Кумановчани порано? Како? Вика Марче, уште некоја година ќе ти дадемо пасош од Кур, Кумановску република. Куре. Куре. Кумановска република. Малку си Пасош излега од за Куре, пасош. викам. Ми смо многу нежни Куманово, тако на тврди работи не идемо. Ти си доста популарен лик во Македонија и долго траеш. Споредбено со тоа мора да има и многу муабети за тебе. Викам, позади доброга коња, ама ти е тој комплимент као за некога. Да. Позади добар коњ, многу прашина се крева. Фала што ме направи коњ. Така е. Управо си. Има сигурно многу трачеви се слушаат. Појма нема брат, не муабети, се не? замарам. Сега последва нешто што има објавено на Инстаграм, нека пишал педерче. Ама пази, педерче. Барем педер да го пишал, па знаеш. Не, гейм има. Јас за тоа гей, извини, многу софистициран. Официјално. Ама добро. Некој Тој од тие, бранш. му се свиđаш. Па, По нема карактер. веза. Не сум се замарал никогаш, бе. Премногу, како што кажа, долго време сум во оваа работа и научив како воопшто да не ми Не, интересира. не да се нервираш. На времето ќе прочитав нешто, не знам. Абе, трачеви не се вртеле, сум гледал да бидам без трачеви многу, ама секогаш има нешто ќе ти извада тако муабет низ град. Еј, Марче, ваков, Марче, ова, Марче, прави вака, Марче. Неколку работи не биле вистина, поголеме до бил. Тој затоа нема што да нема трачеви затоа. да. Усари нема трачеви, Па затоа нема трачеви, што? Не, ја не мислев во насока да се нервираш. Мислев нешто интересно, смешно, некој нешто да ти опнало онака како коментар или да те види во Едно живо. со време ти искачаше свет списание едно. Сеќавам. Да, такво трачерско. И ме фати као поминувам, не ни бев свесен под камени мост, брат. И се местев. Ама стварно, и ме пуштија како ве Марче моча под камен. И јако ми да нема везе, взело бе, века брат, абе па ти што има везе, ајде, па што има везе. Срам те Па сите било, мочале, бе. нека биде и јас сум мочал, за да биде наредниот ден моча. Докторе, Добро, што е проблем? проблем голем. Жена има температуру. Колку е висока? Не е многу. 1,50 и шумска јагода. Хајде, доведи. Мрш. Еден од најсочни и најчести жаргонски зборови со кој се ставја до знање на некога или нешто дека ви се е качија на главу. Ефектно делуе на луѓе и на кучиња скитнице кои пробуев да ве уапев. Многу лако се комбинира со цување и ga прави поефикасно. Употребуе се с повишен тон и е поделотворно ако се стави акцент на последњу букву. Ш. Мрш. Обично се ставља пред давање насоку на движење на особа на кој се дава одреден правац. Например, мрш у своју собу или мрш на крај на ред. Или мрш у мичку патерину. Најчесто употребувано мрш у моје време беше мрш на своје место. У школу мислам. Ако случајно у овој модерно време биде употребен збор мрш према некој дете у школу, санкции би биле следеќи. Ке се истерав професор, педагог и директор на школу од работу без право на запослување у школску установу до крај на живот. А против министра за образование ке се поведе соодветна постапка. Море мрш! Ставу ја еден камен јутре у рис да скрши некој зуб. Жено,
Мене јутре ми е роѓендан. Јас сакам да ми купиш пушку. Пушку? Еве ва ја обзир. Ама сакам пушку. Не може. Ма кажати откад сакам пушку. Пушка не може. Кој одлучува овдека? Па ти одлучуваш. Ама кад би имаја пушку, што знам? Инаку, имам доста приказни, да ме кај, јас сум глумец, бе, да, си глумец, ама излези пред 300 луѓе да те видам. Така де. Сакам да те видам на 300 луѓе кои ќе искочиш, кои дите и зборуваш, броеш и некој направи. Готов си. Или пак случајно не реагира публиката онаму каде што знаеш дека би требало. А уште покатастрофално. Седи со жена му и вика, ајде, стани, доста. Ќе подудалиш, готово. Што мрабе, леле, за нигде сум. И се уште поиќе внесуваш енергија која што е фалш. Зашто сакаш да покажеш, да ме чекај тебе, немој тебе, кај дај до пресега, бе, кај дај до пресега. Уште полошо правиш. Уште полошо. Да, али тоа е нашата професија, затоа што во нашиот театар постоеше едно правило. Доаѓаш во театарот и си никој ништо. Си никој и ништо, сите завршени со академија. Си никој и ништо, се додека не почнат да те експлоатира. Така. Со мали улоги, со статирања, со таму. Па, И така да, се бидеш развиваш. првенец. Да, и така се развиваш, доаѓаш во позиција кога веќе репертуарот е многу зависен од тебе, не ти од него, него Така да мора да те уважуваат, веќе по дефолт. Ајде, почнавме таму, идеме, представа иде. Турнеја правиме, низ Македонија. Ја, Ова убаво било. 11 години, не знам кај сум, до мене великани Петре Прличко, Драги Костовски, Вукан Диневски, да не ги бројам сега сите. Вие ги имате фатено тие од најстарата генерација на Најстарата македонски генерација, актери, да. први глумејки со нив малку, па потоа и многу представи забележав дека Да, режирале. кај што статира во Македонски народен театар, во представи кои што ги режираше Петре Прличко. Многу представи има режирано. Да. И идеме на тоа, леле, ти седиш со луѓе кои што се величина за Скопје, сите ги знаат, ја фрапиран ние, ненормално нешто. И идеме, се сеќам во Штип, а со нас Стево Спасовски. Стево Спасовски тогаш се солунските атентатори беа и го играше оној ликот на, не знам се тачно како се вика, али најпопуларниот лик. И многу убав човек и беше популарен во цела Југославија, знам. И феноменален глумец. Жените лудуваа по него и да го за помладите да кажеме дека тој е татко на Дац. Дац. И сега, кога ќе прашаш дека е татко, кога ќе речеш дека е татко му на Дац, па Дац затоа е толку убав, бе, заради татко. На татко е си. Круша под кајсија не паѓа. И со него и доаѓа едно дете пред хотелот. Ние седиме ја со него, затоа што сакав да се движам со него, затоа што популарен човекот врие од популарност. И одиме се така, и доаѓа едно дете. И вика, добар ден. Кажи бе, Стево му вика, кажи бе, дечко, што сакаш? Знаете што? Јас од Кочани со автобус дојдов до овде само да се сликам со вас. О, душ. Леле, викам, ја замисли овој до мене, чекај ме сега да се измешам и јас со нив. До мене тука, другар со него. чекај ме. Ја го држам човеков. Бевте хиперактивни. Не знам, многу работевте тоа време. Да, Веројатно затоа ли сте и толку долго. Секако, И благодарение. го представите, меѓутоа и во еден проект кој беше многу прочен. Женски оркестар е нешто што сигурно остави траен белек во тоа време и немаше кој ве немаше гледат. Што дури и ден денес имам луѓе кои што ќе ми се јават, бе, дај бе од таа касетата, бе, молим тебе, имаш ли од таа касетата, цигани, факти, така. Ама ти беше оригинал. Ама и вика, абе, знаеш што, детено, вика, абе, се утепавме, ја излижа лентата, немам више, викам лента, така. Така да тоа беше хит и тоа многу наивно почна, Сашко
имаше еден француски текст Жан Ануи. Чекај, Сашко Насев, ова се случува после чија си, бидејќи на Сашко Насев е чија си? Не, мислам негова? дека не после чија си ова се случува. Ова се случува после чија си, така. Бидејќи чија си исто така беше бум направи. Фантастична представа направивме тогаш. Ја го играв Шкембарот, тој тепачот што е таму, игра, потоа направива уште еднаш, не, тоа беше не чија си, него друга една представа која што имаше. Ова имаше нормален успех, гостувавте, ја гледав во Куманово, по градови одевте, се бараше билет повеќе, многу години ја игравте. Да. Беше убав еден убав состав кој што Одлично. Димче Станковски знаеше секогаш да направи одлична поделба. Да ти кажам, кај Димче имам статирано, Нели? 81 година лет во место. Скоро сите покојни. Милица Стојанова играше. Ацо Ѓорчев играше. И знаеш кој играше како гостин? Само што излезе од затвор Ристо Шишков. Да, Ристо Шишков. Лет во место, Димитар Станковски го режираше. Дали мислам дека 3-4 месеци по неговото излегување од затвор. Да. Он го играше по стариот брат, Живко Пешевски го играше по младиот брат во представата. Инаку, кога сме веќе кај Ристо Шишков. Ристо Шишков беше човекот кој што многу ми помогна. Он беше во драмски исто или во МНА? Не, во МНА-та, кој што многу ми помогна за да влезам на академија. Подготовките што беа потребни да се направат за да се совлада еден текст, ги правев со Ристо Шишков, кој што за мене беше една величина, еден како да кажам како човек кој што една статуа на која што секогаш си бил должен да и се поклониш. Знаеш што беше во Кумановски театар? Како? Во бифето со нога вака кога ќе го изнервира нешто. Да. И да проба нешто, он беше многу професионален, знаеш, и сакаше пробите да бидат под конец, не дозволуваше многу да кажам зезање, така импровизации. Импровизации на типот тај ќе биде на интересни хумор ќе се зеза. Да, но он сакаше строго онака да се проба како што треба, и ако го изнервира, вака само со нога на бифето вратата ќе ги удареше. И сите трчате по чаши. Тишина. Чекај бе чаши. И бифето тишина. И он само ќе кажеше: со гласот ќе ве удавам. Читаме текстов. Не може ова. Не е тоа што. И што правиме сега? Ајде сите ќе пишуваме текст. И сите, секој си бира лик. И бираме се ја, овај, Франчо, Гоце, Мешко, Чоре, Игор, Јовица, Михајловски, сите бираме. И секој си пишува сцена, како ќе биде ситуацијата вам. Така се укомпонира тоа добро, што просто не може да се свати дека, пази, сите знаат Жан Ануи дека е текстот, меѓутоа ние сме авторите на женски оркестар. Затоа што имаше сцени, се сеќам за Вардар. Демек Вардар тече и Иванчо ќе викне гом навлече, пардон. Ама тоа беше што со. Ја не сум ни знаел дека е по француски текст, беше толку доближен на наши услови. Да, апсолутно, па ние го адаптиравме за наши као еден коментар на нашето живење во тој период. И тоа беше многу добро примено кај публиката, затоа што луѓето сакаат да се насмеат на она што нив ги мачи. Да, точно Вардар никаква хигиена ваму таму, па како се зафркавме со приватни интереси, овој правил вака, овој правил онака. Мислам, беше многу интересно, така што јас имам многу позитивни спомени, еве таа слика. Јас имам печаток дека се забавувавте на вистина додека апсолутно, па секој дури имаше таква моќ и дозвола, секој да импровизира на лице место, што е најважно, тоа е најдобрата варијанта. Јас се сеќавам, идевме низ Македонија. И играме во Струмица, ајде женски оркестар, играме дандара, тама. И една представа, па уште една представа, две, одма, немаше закажани, него одма, уште една представа, публика чека. Се продава одма. Многу. Чекаме, втората представа помина, доаѓа директор вика, аман вика, уште една представа, немој ве ми е капнати више. Не играте уште да играме се уште да. А ја имам една. Уизден 3 представи. 3. У 11 ја почнавме втората. Третата, пардон. Да.
И ја имам една сцена кај што се качувам на едно столче и играм, демек, не, се мешам вака, а столчето од оние не стари столчиња така, тркалезно вака со наслон, театарски, од оние театарски столчиња, знаеш какви се. И ја рндара, и одеднаш слушам нешто у столчето внутра. Што правиме сега, бе, јас со столчето, па се игра, публика, се валка од смеење. Правивме една представа, нешто со вестерн ситуации, као адаптирано на селски начин, наш македонски. Револуционери, демек, нешто, ја играв таа главниот таму. Македонски Џон Вејн. Да, така и а требаше нешто да селаните од местото, од кај што игравме, нели, по сценариото, треба да ми донесат храна, нешто, и во една сцена треба Ванчо да ми донесе една погача. Погача да ми донесе. И јас и глумам така, она и погачата и ми ја дава мене, вака погачата, и ја отварам погачата, змија унутра стаена. Ама он кога идел од Зеленикова, кај што на пут сгазил некоја змија. И за да ме спобудали. Да. Стаена, ја фрлив и ле, и ова, и представата, и искочи. Абе, шок, да зима публиката, не знае што е. Ја искачам. Добро, и продолжуваме понатака. Има уште едно јавување, Ванчо. Уште едно има, пак носи. И ја го гледам сега, па викам, па некој мајмулак ќе ми направи веќе гуте, па ме. И иде едно коланче, ама баш онака направено со различни бои, како да е змија, знаеш? И ја го гледам, викам, само ако го извади ова, ќе гутепам тука на лице место, па не се трпи. А имаш верзија малку змија? Па, апсолутно. Има ли кој нема? Во Собирен центар. Представа, имаме, значи, надземни и подземен живот, така? Да. И ние умрените, демек, ова, она, сега, живите, уствари, ние се комуницираме со мртвите и требаше, имаше една сцена кај што еден ковчег се отвара на сцената, вака, и искача однутра, демек, комуницираме со мртвите. Ало, како си, професоре, она? И ја идам, отварам, вака, ова, тоа као плоча надгробна, нали, као на гробот, и одеднаш од внатре Лазе Манасковски со една маска од тие кретените амерички. Ле, мајко, бегај надвор! Абе, двака дишам, абе, овие пајат од смење на снеда, бе, ле, викам. На представа, на представа! Публиката паја. Што ти кажам? Публиката са нигде. Или пази, исто на тој Собирен центар, ја играв еден ром, нали, со армоника, да гарам. Да. И да, нали, и собира, и ја играм така, ама и тесни пантолани малку, и нали, и одеднаш прави ми се искинаа пантоланите. Ми се искина и сега не можам да играм. И ја играм, ама вака играм цело време. Оп. Абе, публика, што да ти кажам? Иде муж ми. Ама жена, што ти значи на тебе тој иде муж ми? А? На мене што ми значи? А на тебе, што ти значи тоа да се плашиш и одма да бегаш? Ај, легнуј, не се прави будал. Знаеш ли ти, Ставре, дека ја кога ќе се напiju не се плаши од ништо? Од ништо? Ни од жената ли, бре? Ето, толку пијан не сам био. Па на тебе не ти ни личи више да се напиваш, бре, баце Стојко. Од кад си ти напунија 6 години? Ќе почне нешто да ти откажуе. Што сака нека откажуе, ја не откажују. Знаеш ли ти, Ставре, дека човекот ќе напуни 6 години, цркне му еден осигурач?
Цркне. Па ја бре, не спомна за цркнување ништо, ја рече за откажување. Цркне, па ја бре, сук за некој ден ке напуну 6 години не давам ништо да ми цркне. Јак бре. Ке ти цркне. А kad ќе напуни 65 години, так ке ти цркне још 11 играч. Да бе, а кога ти напуну 75, так што ке ми цркне, крала ли? Не, так ке ти цркне струјомер, а ке почне да ти работи водомер. Водомер. Па водомер, бре, грешка си, виж, ништо не знаеш. Ја немам водомер од тие, државни. Ја, бре, си имам свој бунар, не сам на тој водоводну мрежу. Ако, так ке ти цркне гњурче. А ти, бре, да не се секираш за мене и за моја, а? Да си водиш ред за твоje гњурче. Невеста води ред за моје гњурче. Гланца подмачкуе чисти, полира и не се нервира. Како ми стои на мене овај нова млада жена? Добро, а? Одлично ти стои. Само што не ти лега. Стои, како воловско уво ти стои. Сак ме секираш. Какото е како воловско уво? Па тако е, далеко си од се тој што е за секс, а близко си до рогови да ти набие. Овој ти враќам за гњурче, да знаеш. Него, Стојко, кад смо веќе около враќање, ти бре вратиле ми ги оној пут 50 евра што ти даде на заем? Не сам ти ги вратил и немам сега да ти ги вратил, него ете што викаш кад смо куде враќање у овој нашу дружбу. Прво што ми падне на памет и ми се врати у мозак е дека не смо пинале, ништо бе. Да се учукамо, да си се дружимо, а? Бре, и ти за тоа ли се секираш? Ја па за тој ич не се секирам, да ти кажу право. Ја ба се Стојко и пијан и трезан само едно воду ред. Да не остану дужан на никога. Ете, тоа е мој заклучок. А за дружење пак ќе се дружимо, не е проблем. А заклучија сам ја да ти кажу право дека пуно луѓи с мене се дружи ради паре. Со тебе ради паре, ајде бре, Стојко, па ти од си зимаш на заем. Па си викам, ако ги врату паре, па ја ќе остану сам бе. Ај сак сипи по едно ракију да се дружима. А види, ке си поне дека нема, ке се дружимо, али да знаеш дека заем има да си ga вратиш на мене до евро. Зашто ако не ga вратиш, ке почну ја да се секирам. И тек тага нема да можеш више ни да се дружиш с никога, ни да пиеш. Зашто ке мора так ја тебе да те насекирам. Требаше ти с ѓокецу пензионерски му авете малце, не знам докуде е пензија, покачување ово оно. Мада се кажава ке нема пензија, доживот ќе во. Како? Нема фонд паре. 100 години работиш па се вратиш. Па да, бе, да. Ај. И так нема фонд, има проблеми. Нон-стоп само ќе се пуни. И после може да пак ќе уведе. Па ќе уведе пензија што? Да се работи до пензија или уопште да нема пензија? Што ќе уведе? Се ќе уведеме на... Не бе, ќе има пензија, само доживотно ќе се работи. Овие што се пензионери треба да ги чуваме само, и ќе има пензија. Така е, да. Далеко сум од пензија. Далеко. Да. Приватен бизнис тераш и ти како нас. Да, цело најтешка варијанта. Најтешката сам се снаоѓаш, ама добро е. Не е лошо. Се тера некако. Кога барав информации, значи бомбаки из бомба или дечкото со картоните. Пази, дечкото со картоните се омажи и сега фалеше уште доле да пише за девојката со точакот. Тоа ти е добро. Тера точак? Не. Знаеш дека жена ми не знае да вози точак? Зара? Да. Зашто? Па е, не знам, некој феномен е. Мислам, Стави тоа помошни тркалца. Па да, со тоа може, ама ваља има некој уплав, не знам зашо, ама Пробала го мала? Да, пробала, најверојатно паднала, не знам што се десило и веројатно. Сигурно има Они нешто. викаат цел живот, нели, кад научиш еден пут точно да тераш, после не мора. Сваки ден да тераш Па точно. да, бе, зашо? Не забравиш, нели? Коки Така тера, викаат, ама Коки тера точак, али беше подаја на главу и тој. Неколку пут што му се познава и по фризура и по кажано. Чекаш да разделиш кога го тераш малце? А овие 6 лакна ги терам десно, овие 2 што остане влево ги терам. И нели ми се познава, Не, има финта. И видуга. може му е тоа точак многу познат. Пази, ама он има едно мало пренос. Сечага вазу. Па, Знаеш, не не му треба оној капчета. Ветера, да. А и знаеш и пошто се познава Среќен Бајкер?
оние што тера мотори. Аха. Ќе се насмее мушички има нешто. Точа кад возу, много брзо го возу. Само лиѓе се од насмее овде. на мушички комарци, буве, зелени, црвени. Лиѓе овде. Реално морав да се снаоѓам сам. Што да правам, што е најефтино? Картон. Картон, да. Картоните са. Глеј, ја кога почнав беа ефтини картоните, ама сега ја им ја дигнав цената. Направивме од 2 денара картон да кошта сега 500 евра сегаш. И сега се тепат по картоните. Ама сега Има реклами, некоја прича. она. Кажи колку официјални фанови имаш на... Па ја Инстаграм? гледаме да стигнеме песката, да ти кажам. На кај Имам пееш? 48.000 и нешто, ама гледаме да стигнеме песката, здравје. Не се брзаме, нешто не ми е све у бројките, него као што си расте. Не, добро го така- тераш, што да ти лагано, ништо нападно, ништо однака... Ништо со глупирање, ништо Да. не изигравам мајмун свеѓаш и за тоа ги имам тие 48.000 да изигравав можеби мајмун, можеби ќе имам 150 ќе имаш. 150. Реално, Да. стварно така е у нашата држава. Треба да бидеш да правиш некои глупости. за- Наместо на картон не напишеш вака. и да се појавам, реално, тоа ќе биде највирално се. Џабе ја пишувам, се трудам нешто да Вирално, направам. ќе види ковид Да, работа. реално си да Нема ќе го кој види, нема ќе да се го прошири фати. сегде. Ти прегаска лошо кажа дека држава не води ред за млади. Како не води? Еве и се лиги пола млади. Пола млади су ни у Европа. Да. Значи води ред. Ама коки, пак и ти кажеш. Што? Ја многу пат ги имам кажам. Сва среќа што најпаметни идеш. Знаеш кај ќе има смо емисија, ајде. Кај мене главниот твој квалитет ми се огледа во тоа што можеш на еден картон мал со Со 2, кратка 3, порака. 5 збора да пратиш силна порака. Мислам дека и суштината на Па твојата да, па приказна тоа е во гледам тоа. и да го направам, зашо не е само да пишеш нешто кога да пишеш. Него да има поента пораката, да е увистински ги момент. освестиш луѓето на некој начин, да им ја покренеш свеста и тие ствари. И тоа е мислење. Првата порака ми беше не сте, пошто тоаш беше уек, као, ајде да бидеме инфлуенсери, сите да бидеме, свеш. И првата порака ми беше не сте инфлуенсери, невработени сте. И така почна целата приказна со картоните. Кај кумот мој, у двор корона беше, немавме што да правиме и као ајде, пиши нешто на картон, го гледавме тој американецот и пишавме на картон и почна вирално да Има стане. некој таму у Америка што го Да, прави? има човек од 8 милиони. Добро, поголем пазар Америка, нормално си. Добро, Само- ама ти немаш проблем да кажеш дека го имаш тоа видно Не, таму, што е па проблем? сите викаат, Он не крадеш, пишува на копираш. македонски. Ај, Ако мајка. нека викаат, нека мислат така. Јас сум само гледам све оригинали во Македонија. Да, Нема се- автохтона емисија, дали има 3-4 заедно со Слушай, наша. најпопуларни песми се напишани у 3 акорда. Свири ги Точно. у крале 3 акорда. Точно. Така е ли? Да, 3 да. акорда, има и најпопуларна песма. Се ги Реално. менја како ќе иде, нели, Па да, распред на акорди, нормално. ама тие су 3 акорда су. Коки? Најпопуларни песми, така е да Најпопуларни. Ништо не е гледа сакмито првли ќе го измислиме вручи вода. Топла вода, Она тачно. е измислена од нам или телевизор у бој, сака ај сак па да измислиме телевизор у бој. Све веќе кажувам, меѓутоа све зависи од тоа што го Да, збориме и баш со кад- Кристијана, како ќе го изнесеш. И нашиот менталитет со американците е скроз различен. Ние Да. имаме поголем материјал за пишување, да може. Тука Тука они циркусите се дешаваат кај хендикепирани нас. малку, кај ни повише Да. е све у реду него што не е у реду. Точно. А иначе колки најпопуларни песми још не се сви напишани. Не су напишани. Ни снимени. Знаеш кај ќе биде снимен? Сега ќе научу да поју. Иду на часови, човече. Ја еден пут на еден подкаст те виде со гитарче такој. Да, ама само го дземкам. А само го го дземкам, да, сакам да научам стварно да свирам. Пошто е многу добро да земеш некаде со и одсвириш нешто интересно. е. Ама не знам бе тоа рацете Колку ми се сум имал мешаат. мера. Мајко, Да, не можам. Утепамо се дварајке како беќари, ќе дојде на гитару, ќе одсвири 3 песме, криво Ќе е ти ги море. земе девојчињата, сите. Криво е море, девојка до njega, мене ми крив он, цују га, мрзу га, јас Тебе утепам не- пуштајке. Нели у свака генерација има по некој со гитара кој ги Па да, краде девојка. па затоа и ја така почнав, сакав нешто да научам, ама
Немам талент, затоа немам талент. Што да Те правам? прашав тешко ли беше, очигледно не било тешко, ти не си правил некоја стратегија, па сега да Ништо, вложуваш ништо. него Тоа е дошло тик-так. Скроз различно од тоа сега денес што се дешава, што има некој денес на пример сакаат да бидат инфлуенсери, сакаат тоа седат мозгат што да прават како што Не бе, јас само така го избацив картонот, корона беше, валја сите дома, гледате овој будала пишува нешто на картонче, да видиме да го следиме. И одедеш бау, И почна одеднаш беше одма 5000, па уште еден картон, па 10.000, така целата приказна се разви со А картон. те ли мове, тега овој будала па напиша. Да, ево, че да видиме што напишал, да. Ама гледам добри пораки да праќам да бидат Да, зборува нели, граници порака на што нормалот. држи вода. Да, што држи вода. Луѓето може да мислат дека тоа се буди од Завеле Бомбакис и прво што му текнало ќе го шљапнам. Ја и Не. пак мислам дека е малку подлабока приказната. Па подлабока, овака од муавети што седиме со вас, на пример, ќе излезе некој муавет за на картон. И добар, тоа се уствари обштествени работи, некои политичари, ја знаеш дека се циркузанти и од нив највише материјал црпам, да, има. материјал има од нив највише, ама неќам да ја тераме темна политика, пошто многу е, знаеш, Да не им се напето, дава тензија со назначење да не им многу да, и тоа. пошто они се најголеми звезди кај Нема нас. говори за жал. Да, и ме е дури криво Единствено што на Балканот е тоа, знаеш. Да, само на Во Америка Балкан. има луѓе што не знаат кој им е председател, Реал. да се чудиш, Реал. просто. Да не зборам за Швајцарија и Норвешка кој им И е премиер, другите, да, им не е се замара. гајле со Само кај нас 6.000 е- евро од джеп. Не знам, кај нас е све обратно, све што не треба да правиме. Него го не интересира газда кој му е шефот, кој му е платата што му е дава, Да. му е гајле кој е премиер. Ама која овај порука твоја на картон што е напишана некоја поблага верзија на графит? Графит го напишеш, па треба да пројде време да ги Да, да, да. Нели, а? Графит Не, ова е така пишуваш. Ова е картонче, 2-3 па и јутре пак секунди. е напишу ново. Да, ама не ги цепам. Не ги цепам Чуваш зашто си? ги чувам сите, чуваш до сите? се имам 3000 и нешто картони што ги чувам сите. И тоа кај баба ме горе, ми се сите цаком паком, само да правам изложба за да може Ами заштити ги со нешто, знаеш, подложни се на влијание не, да си седат на да заштитени, ќе те носам да ги видиш. Иначе само да направам некоја изложба кај што ќе купуваат луѓе, ќе донираме пари на некој начин, на некој што му треба. Немам време да го направам, тоа е ише 4-та година поред ми идеја и немам време кога да го направам, ама здравје, со текот на време се ќе. Графит Имаш тајминзи или обврску кад да напишеш или кад напишеш? Само со спонзорите кои ќе ми Така е? дадат дедлайн, тогаш треба, тогаш, да. А иначе ја кога ќе напишам, не, Кога сакаш? кога сакам Не да викаме да процент бут неделја да кога напишеш кога ми малку неделju иде, или? кога знам дека ќе помине добро пораката, тогаш. А Иначе инаку со спонзорите како оди таа работа? ти дава, ти пишеш и тоа. Не. Ови што така Не мислам, имаат услови во баш тогаш. Они ја имаат. смислуваат тактиката? Не, па ја не им викам нудиш, да не ми се мешаат уштипки, него да ми дадат само насока, а ја на мој Другото начин ќе знаеш го што. презентирам тоа затоа што ја губи автентичноста у принцип Бомбакис ако они ми Така. кажат што да Не пишам. може на тони да картон. ти кажат што да напишеш. Важно И они да мислам, бидат ова е- тука до таа порака, Да, видливи. као дај ми насока, сакаш ова, сакаш она, ја ќе ти склопам една порака за тоа. Рецимо, пошто нема поента да ми кажуваат они што Графит спомна, можда Бомба знае, вика во Скопје мало графит, кад ти е тешко, прдни. прдни се. Ама тоа е имав и ја на картон, исто напишано кога ти е тешко прдни се. Да. А мислам добра порака. Имаш муку, немаш работа, немаш право. Да. Прднеш и се. Ама во свак случај ги треба да тишеш се тишиш, што е хуманаc. Ама ти олеснуве зашто Да, бе, се да. ослободуваш од У свак случај лоши ги треба. гаси. Па сега дале, што даде Господ, тој му. Кога ме нема 2-3 дена на Инстаграм, луѓе опрашуваат кај е Бомбаке, зашо не постираш ништо, што се деша. Ако ти е за утеха, И- за тебе не праша никој, праши писата не може Не би. бошти, не бошти. Па добре, слушай. Не чисто да знаеш, не толку барав луѓе. Фала што си ми И кажа. затоа сакам да као имав од Сабајле навика добро утро да им викам, ајде да им посакам убав ден. И не секој ден ти е добар за да им кажеш на луѓе добро утро. Сега не можеш ја да глумам на луѓе као ми е супер, ај добро утро и на вас и се најбољи. Имаш некои денови кај што не ти е окей и ме снемува. И луѓе опрашуваат кај ти е доброто утро, да е позитива малце да е. Ама не е се така. Добро да и ти си Шарено, розево. Стисни као, ај кажи виц. Као жетон ти так. Да. А имаме еден виц, ако саш да ти кажам еден Ајде, виц. кажи. Си бил еден полицаец, за браќа за полицајци и као
ги викнал колегија и као, дојдете да видите ова детево, моје колку е глупо. И као, седнале сите, ајде да видиме, шо е поента, вика, глеј сега, сине, дојде ваму, вика, ајди види доле пред зграда, дали е тато е пред зграда доле. И ова детево, фитри иде доле, бе. И овие колеги вика, лале, стварно е глуп, бе, можеше да види од прозор, бе. А што кажава дека си по професија? Јас? Да. По професија? Картонџија. Збирам картони. Криминолог, не. Завршено образование? Земјоделски. Да, и сакам да си садам, да си правам такви ствари, експерименти од семка дома имам неколку десетина дрвца, де лимон, де мандарини, си сакам тоа, си Ти како да се спремаш да отидеш негде до природа и тамо да се сакам и тоа. да се тргнеш голема, да се тргнам на страна од тоа, од, не знам, од џунгла што е бетонска у Скопје, да, сакам на страна негде тишина, мир, јас, кучињата, жена ми, ќерка Кучиња ми. чуваш? Имам 2 кучиња, да. И тие доле си ги чувам пред зграда. оние што Да, доаѓаат, малските, да, аха. џукелите. Имам француски булдози, али Леле, француски булдог беше оној мал, да, е гадни да ги лошиот тој што си. Остави се многу фини. Жена ми вика многу ми личи на тебе. Не, но Не знам дали се тие, ама тие такви збрчкани ли Да, се? збрчкани со Викам многу ми личи на тебе, требаше такво да и се лигава цело Не, време. после некое време почна куќе да личи на газда. Ово е пред време. Ја кога ќе стаев на стори ми вика да многу си личите со кучето, сега шегам, фала. Што вика личите? Да, Имаше така ли ми такви вика, слики сите. у светски рамки, кај што даваат А познати дека си личат со личности што кучиња? чуваат кучиња, мептено нака. Да, бе, Издолжена личи фаца. на газда више. Не знам по кој е вакво основ, али да, има некоја вистина. Абе, он муж и жена па почна да личи после некој време. После шеje се, после жена брка. Да и биде брат и сестра, сакаш да кажеш. Па да. Па тако си живим, што? Зато и тај девојка го оставила дечка од верски разлози. Зашто? Па верувала дека има пари, он нема. Не личимо, вика, после едно на друго, да? Ајде, реси работа. Планови за понатаму, Планови- полека ги, нели, некои наметнавме, малку постои опасност, еве да кажеме за фановите од Бргу, ти доста дуга да работите ова со картоните, ама се надевам нема да го Не, ова напуштиш. со картонија не можам да го напуштам, мислам, тоа ми е целата прича, да. А друго имам планови, ќе видиме како ќе истера ова сега што го правам, мислам дека ќе се фокусирам на тоа, пошто знаеш, за све треба континуитет од животот, за да може нешто да обстои, вие колку сте сега, која сезона ви е ова? 11. Ама идете упорно, така и цело време правите и па тоа е тоа што можеш да го правиш. Мене ми е достаточно што од сезона во сезона имаме секогаш барем мал напредок во некој сегмент. Да, па И тоа ми дава сила да идам понатаму. Те Прв пат кога мотивира. ќе помислам дека сме вратени назад, мислам дека ќе го скратиш? Ама не тоа можам од ова повеќе да го скратам толку саат време. Не, бевме мори на пола сат. Али па ако работите се деградирачки што? Нема смисол во сето тоа. А ако идат напред, макар и малку велам од сезона во сезона, сепак мислам дека ете има сето тоа смисол, секој има своја публика, мислам дека ето успеаваме одредена група на луѓе да го расположиме ако ништо друго. за секој има простор у етерот, така да вие сте За секој супер, е има многу. позитивна енергија тука, баш ми е мило што седам со вас. И скроз сте различни од тоа 90% од емисиите што се емитуваат. И баш ме интересира, куде ти тој мислиш да идеш? У Америку. Доста ми и од тебе, и од овој куќу, и од све. И плюс тамо чудека плаќав по $100 за оној работу што ја на тебе џабе ти го давам. Ха! Баш ме интересира, како мислиш да живиш с $200 годишно? Ја и што мислиш ти да сакам да зимам Виагру, тој што? Ке оволи? Тој? Па тој. Виагру баш. Виагру Па Виагра диза. Еден од најсочни и најчести жаргон... Издеа, јас сам ги фиксираја велице во
Ne, trk, ке ti crkne strujemer, trk. Trk, 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 trk. Doktore, niska. Visoka, visoka. A kako mi stoji moja nova mladana? Ne ti ide mlada, ta ne ti stoji bre. Ne, mi Viš da stoji. gde ti stoji mlada?